Почитувани сограѓани, завршува уште една изборна кампања во која ние, учесниците на локалните избори 2021 година, во рамките на своите можности се обидовме пред вас да ја представиме нашата визија за Велес во наредните 4 години. Ние, гордите велешани, повеќе немаме право на грешка. Време е да се зафатиме со работа и уште од понеделник да почнеме да ги санираме штетите настанати од практицирање на безочните политики на досегашната, морам да признам, прилично неспособна локална власт. На овие избори ние немаме право да им дадеме уште еден мандат на оние кои го втурнаа Велес во агонично преживување и потполна стагнација. Ние навистина повеќе немаме право да дозволиме нови 4 години да чекориме по улици кои се во состојба на почовечко достоинство. Ние навистина немаме право да дозволиме нови 4 години без ниту една единствена странска инвестиција во градот, ниту еден нов производствен погон и ниту едно ново продуктивно работно место. Ние повеќе немаме право да гледаме како градот се распаѓа пред нашите очи. Ние немаме повеќе право да дозволиме мизерни услови во здравството и тотална негрижа за болните, без разлика на тоа дали се млади или возрастни. Ние повеќе немаме право да гледаме фамилиарно вработување во општинските институции, додека пред вратите и шалтерите покорно ги чекаме да го испијат своето утринско кафе. Ние немаме право повторпат да бидеме излажани за нови непостоечки базени, со нова непостоечка гасификација, со нови непостоечки прочистителни станици и со нови ветувања за непостоечки подобар живот за нас и за нашите деца. Почитувани сограѓани, пред гласањето во недела, сакам само да ве замолам да си одговорите на неколку едноставни прашања. Каква е вашата улица по која одите да гласате? Какви се условите во кои вие или вашите најблиски се лечат во здравствените установи? Каква е грижата кон вас? Постои ли елементарна надеж вие или вашите деца да се вработат некаде без да им ги подготвите куферите за заминување надвор од Велес? Одговорите на овие прашања заеднички ги знаеме. Нашите политички опоненти на овие избори се цел живот на многу високи функции, а истовремено зад себе не оставиле ниту една единствена видлива работа со која би се подобрил нашиот живот во градот. Кога ќе се упатите кон гласачкото место, обидете се да се сетите на една единствена работа што тие ја направиле за Велес. Кога со право нема да се сетите, бидејќи таква работа не постои, ве поканувам со заокружување на бројот 7 на гласачкото ливче, заеднички да го избереме Марко Колев за нов градоначалник на Велес. Лично, одлично го познавам и ве уверувам дека неговата младост, неговата стручност, искуство и работливост, докажана во над 100 реализирани проекти, ќе придонесе нашиот сакан Велес конечно да исчекори од 4-годишната апатија и да тргне напред за доброто на сите нас и за доброто на нашите деца. Со заокружување на број 7 за листата на советници која ја предводам, избирате честни, посветени луѓе кои ќе направат сите ние да живееме подобро и подостоинствено, бидејќи ние велешани тоа и го заслужуваме. За нови работни места, за чист град, за модерни улици и патишта, за Велес што се развива и за културно живење 365 дена во годината. Подкупите кои што веќе се тргнати по најзагрозените семејства, се најмизерната форма на притисок врз граѓаните. Но Велес нема да дозволи подкупот да ја фалсификува силната желба за промени што огромното мнозинство ги очекува и ќе ги донесе во недела на 17 октомври. Главата горе, мои драги горди велешани. Уште малку време ни остана да победиме. Уште малку време и остана на неспособноста. Во недела Велес победува, заеднички победуваме и заеднички ќе се радуваме. Да сте ми живи и здрави. Победуваме.